Почитувани присутни, драги другарки и другари, дами и господа. Денес е денот кога го славиме осамостојувањето на Македонија, кога со референдумот во 1991 година ние, нашите татковци, нашите дедовци, нашите повозрастни сограѓани и пријатели храбро се одважија и ја избраа еднината за нашата држава, независна, самостојна Република Македонија. Од тогаш, во овие 27 години, поминавме низ многу крстопати и во клучните моменти секогаш, ама баш секогаш, одбиравме иднина. Така и денешниот празник за самостојноста на Република Македонија всушност е и предвесник, најава за потврдување на нашата желба за европска иднина на нашата земја. Денес сме горди и на Илинден, горди и на Асном и на референдумот од 1991 година, како најважни историски моменти на нашата независност, на нашата државност. Ние избравме самостојност, избравме мир, избравме стабилност. Избравме да бидеме дел од демократскиот свет, за да создадеме можности за подобар живот на нашите деца. И еве не сите, исправени пред одлуката со која што ќе треба да ја потврдиме таа иднина токму на нашите деца. Да потврдиме дека сакаме, а уште повеќе и дека заслужуваме да ни биде подобро после се што проживеавме во овие 27 години. Сега треба да го направиме следниот чехор во духот на сплотеноста која што ја сме ја имале низ нашата историја. Секој пат кога сме носеле заеднички одлуки за клучните прашања за еднината на нашата земја, на нашиот народ. Во духот на асномците, најпрво ги утврдивме и запазивме атрибутите на нашата култура и традиција, нашиот македонски јазик и нашата националност, македонска. Во договорот со Грција и веќе евене тука сме на сигурно тло дека во Европа и во НАТО ќе влеземе горди македонци со македонски јазик и со силно крената горда глава. Дозволете ми да ги повикам сите оние кои што се колебаат или можеби имаат прашања и нејасноти. Имаме уште 20 дена до референдумот за да разговараме. Слободно да ни пристапите. Слободно кажете ни ги вашите дилеми, вашите прашања, вашите стравувања. Секој ден сме низ градовите, низ селата, низ малата, низ улиците, низ куќите во Македонија. И сакаме сите, ама баш сите да ве чуеме. Ајде да разговараме искрено и отворено. И без разлика на исходот на дебатата, на 30 септември, сите масовно да излеземе и да гласаме. Секој според собственото убедување и според собствената визија за себе, за својата држава и за своите најблиски. Одговорноста е кај секој од нас поединечно. Никој друг не може да ја донесе одлуката за нас. Јас останувам посветен на борбата на еднината на Македонија и мојот избор е да излезам за Европска Македонија. Затоа и верувам дека и вие сте исто така одлучни и убедени и ќе излезете за Европска Македонија. Разговарајте, почитувани, со сите ваши блиски, со сите ваши пријатели, со сите ваши соседи. Ова е клучен момент за Македонија. Одлуката ќе ја донесат оние кои што ќе излезат на референдумот, а не оние кои што ќе паќаат сеир, незаинтересирано или рамнодушно ќе останат дома. Ве повикувам искрено на 30 септември да излеземе и масовно да гласаме за. Ние одбираме да одиме напред, ние одбираме подобра иднина преку членството на Македонија во Европската Унија и НАТО. Таа одлука треба да ја донесеме сите заедно како народ. И тоа е историска одлука. Одлука за која што
Или ќе полагаме сметка со горчина во душата, или ќе се гордееме со генерациите кои што доаѓаат после нас. Таа е одлука која што со години ја чекаме во Македонија, Македонија која што живееме во изминативе 27 години, да биде Македонија каква што ја посакуваме во изминатите 27 години. Затоа не постои никаков изговор кој што може да не амнестира од одговорноста која што е пред нас. Ние, не само како политичари, туку како една цела нација, како заедница, имаме одговорност кон нашата иднина. Не сакаме, не смееме да останеме заглавени во неизвестност, во ризик и во изолација. Не смееме како народ, како луѓе да потфрлиме токму сега, затоа што ова не е борба за власт, ова не е борба за политичка опција, ова е борба за европска Македонија. Борба за европска иднина, за повеќе инвестиции, за добро платени работни места, за спречување на иселување на младите од нашата држава, за создавање на подобри позиции, за развивање на предприемачкиот дух, присутен кај сите овие генерации. Ова е борба за нас самите. Затоа е погрешно на ваква шанса да се гледа од политичка или поларизирано политичка перспектива. Овој референдум не е на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Овој референдум не е ни на ВМРО ДПМНЕ. Овој референдум е надпартиски, наднационален. Овој е референдум за иднината на Македонија. Тоа ние мораме да го направиме самите. Немојте да мислите дека работата е завршена или дека некој друг ќе ја заврши наместо нас. Не, секој од нас има јасна, конкретна должност. Македонија ќе оди напред, само доколку јас, ти, вие, сите било кој од нас излеземе масовно на 30 и гласаме на предстојниот референдум. Ако на референдумот, како народ, потврдиме дека сме спремни за европски живот и европска иднина, ќе добиеме сите, како држава, како нација. Ќе добијат и оние кои што гласале против и оние малкумина кои што сакаат да бойкотираат. Но, ако се повлечеме во овој клучен момент, ќе загубиме сите. Сите како народ, како луѓе, без разлика на која политичка партија припаѓаме, без разлика која партија ја симпатизираме, без разлика која е политичката идеја која што ја застапуваме. Со бойкот и отфрлање на оваа можеби последна шанса за Македонија, губиме како народ, вклучително и политичките партии, и граѓанските организации, и земјоделци, и спортисти, и работници, и студенти, и деца. Губи секој од нас. Затоа, почитувани, да имаме во предвид. Европската Унија и НАТО не повикуваат, ни подаваат широко отворена рака. Бидете горди на овој факт. Патриотизам. Патриотизам е да градиш пат за идните генерации. Патриотизам е правејки држава признаена од сите во Европа и во светот, на која што сите граѓани ќе се гордеат, не штедејќи се себе си. Патриот си само ако се грижиш за она што доаѓа утре. Патриот си кога ќе обезбедиш и заштитиш подобрата иднина на својот народ, на својата држава. Патриот си ако го сакаш најдоброто за својата земја, за своето семејство, за луѓето околу себе. Патриот си ако ја сакаш иднината изградена врз цврстите длабоки темели од минатото. Време е Македонија да направи историја и забрзано да продолжи по патот на посветла иднина. Ова е нашата шанса. Одговорот на таа шанса треба да го дадеме заеднички. Никој не може да ја донесе одлуката наместо нас. На 30 септември ќе ја потврдиме нашата определба и затоа велиме: излези за Европска Македонија!
излези донеси одлука за еднината на Македонија, за еднината на нашиот народ, за еднината на нашите деца и на нивните деца, а не за изолација и темно доба на преживување, страв и неизвестност за земјата. Нека ни е среќна независноста на Македонија. Ќе ја биде Македонија!